Добар ден, почитувани сограѓани. Тука сме на лице место на отворање на градежни активности на последниот дел од плоштадот. Ќе се работат 2100 метри квадратни до уредување, поставување на урбана опрема на овој дел од плоштадот Методи Андонов Ченто или поточно улицата Јане Сандански. Вкупната вредност на проектот е 16 милиони и 400 илјади денари, обезбедени преку повикот на владата, и ова е последното катче кое што треба да се уреди во овој дел. Знаете последно време дека имаше сериозни реакции по однос на паркирани возила, по однос на попреченост на движење на пешаците, а и на вистина на една запоставеност и подолго време не беше реагирано во овој дел на градот, и ова е една од последните фази која што комплетно би го дозаокружила во иста форма да биде целосно плоштадот Методи Андонов Ченто, и завршуваме со уште една фаза, просторот зад участакот, каде што и таму треба да се докомплетира, односно да се дореди просторот и да добиеме една комплетна целина, исклучувајќи старата Прилепска чаршија, но тоа би било еден следен проект на кој што се работи интензивно во локалната самоуправа и треба да се дозаврши, па да се бараат средства за негова изведба, односно за уредување на плоштадката која што се наоѓа помеѓу улиците во старата чаршија. Значи, уште еднаш отвораме проект кој што за околу 5 месеци би требало да биде завршен овде, да се дореди просторот, да добие еден нов лик, да се смири сообраќајот, односно да се направи пешачка зона на која што нашите сограѓани би се движеле слободно во овој дел на градот и нов урбан лик на овој дел од градот. Дали низ уличките во старата чаршија каде што има одредени оштетувања се планира да се направи нешто, бидејќи бројни се реакциите и од граѓаните и од дуќанџиите дека има плочки кренато, дали е тоа во план? Да, како и секоја година се одредуваат одреден дел од средствата од буџетот за одржување на улиците и на плоштадите. Така би било и оваа година, но да не очекуваат граѓаните сериозни зафати по однос на старата чаршија. Ви кажав од кои причини, затоа што се очекува да заврши проектот за реконструкција на подземниот строј на старата чаршија, промена комплетна на подземната инфраструктура, што би значило водовод, канализација и електрични водови за телекомуникации, и понатаму следна фаза е и во разговори со раководството на Националната установа Завод и музеј да понатаму се оди во реконструкција на објектите, односно да се даде да се враќа полека автентичниот изглед на старата Прилепска чаршија, нешто слично како наши соседни држави и соседни градови кои што направи, а верувам дека ќе ни стоят на располагање некои европски фондови кои што работат на зачувување и живот на овие културно-историски споменици, ако може така да ги кажеме, во кои што спаѓа и нашата Прилепска стара чаршија. Кога ќе биде готово? Молам? Докаде ќе биде поштадот? И кога ќе биде готов? Добро, значи 2100 квадрати се доплеменува, оди во иста како да речем, во исти материјали, во една целина би било комплетно, значи истите шари продолжува како една целина од плоштадот, завршува со улицата која што ги поврзува стамбените објекти зад хотел Скопје. Тука би било последно асфалтирано парче, овде во овој дел би биле исти плочки како што е и плоштадот Методи Андонов Ченто. Изведувач на градежните работи е градежната фирма Карп од Прилеп. Кога ќе биде готов? Па реков дека отприлика за 5 месеци, но по известувањето од изведувачот, ако послужа временските услови, многу побрзо. Ова ќе биде само пешачка зона или паркинг простор? Пешачка зона на постоечкиот паркинг кај што е сега кај наплатно место од јавното предпријатие за просторни урбанистички планови, би имало уште неколку паркинг места. Во близина имаме катна гаража, што значи немаме овде зголемен притисок за паркирање, а би било зона на пешачка зона. Во градскиот кредит многу интензивно се работи на мостон, што значи тоа за колку време може да се очекува да се заврши работи? На последниот пресек, односно на последниот состанок со изведувачот и со надзорот над проектот и ние како инвеститори, односно владата со финансиите кои што ги даде, беше уверувано дека од изведувачот дека ако се држи динамиката во која што се сега би завршило таму некаде до првата половина на 2026 година. Со градежните работи до сега беше во подземја изведбата, сега се очекува да се работи над котата на површината и да
да се забрза на некој начин. Би дошле и изборувавме за тоа за изведбата на гредите, за мостовите и мислам дека комплетно процесот би одел подинамично сега во ова, ако може да кажеме, втора фаза од изведбата на мостовите кои што треба да бидат на таа локација на Табан. Проектот чинеше околу 2 милиони 138 милиони денари, точно.